Денес одбраната, вие бевте во судница, слушнавте, изнесе повеќе околности заради кои бараше прекинување на постапката, односно на расправата. Сметам дека сите тие укажувања треба сериозно да се размислат, да ги погледнеме, колегиумот да ги разгледа, колегиумот на јавни обвинители во специјалното обвинителство и да донесеме заеднички заклучок како понатаму ќе постапуваме. Бидејќи денес не беше побарано мое иземање, не беше побарано иземање на Катица Јанева, туку беше побарано прекин на постапка. Има ли право обвинителката Елизабета Јосифовска, бидејќи таа проформе некаков заменик на... Не, таа нема такви права. Јас сакам и во судница нагласив, сакам и овде да нагласам. Јас лично сметам дека имам овластување да ја водам постапката и денес да постапувам. Меѓутоа сакам да дадам простор, да размислиме убаво и да видиме што понатаму. Специјалното јавно обвинителство во овој момент се наоѓа во една од најтешките состојби што ги имало од основањето до денес. Затоа апелирам политичарите, сите чинители во државата да седнат и да го донесат законот за јавно обвинителство, за да немаме прекини на постапките, не само на оние што се дадени во суд. Ние имаме сериозни истраги, со неносењето на законот, немањето на овластување или поставувањето на прашањето дали имаме овластувања, му даваме огромен простор на криминалот. Не сметате дека тоа е нечија цел? Веројатно е нечија цел. Што сметате околу опцијата за назначување ВД во однос на Советот на јавни обвинители и собранието како процедура? Дали е тоа воопшто возможно? Видете, законот за јавно обвинителство кој што важи во доколку некои одредби не се веќе определени во законот за специјалното јавно обвинителство, има повеќе решенија. Има решение за поставување на вршители на должност, решение за поставување на обвинител кој го заменува отсутниот или спречениот јавен обвинител. Сепак тоа се ингеренции на Советот на јавни обвинители и да оставиме Советот на јавни обвинители да си донесе одлука. Колку што разбрав, веќе се во процедура за таа работа, па ќе видиме што ќе донесе. Какво е чувството да се работи во институција во која што шефот е осомничен за криминал? Шефот е осомничен за криминал од пред 2 дена, така да работата во институција со осомничен шеф не постои. Меѓутоа, јас сакам да кажам дека денес гледаме расчистување со криминалот и треба да бидеме горди на тоа, па дали ни бил шеф, колега или пријател, воопшто не е важно. Се оградувате ли сега од Катица? Јас никој пат не сум се ни приближила до Катица. Од самиот старт се оградувам. Дали може вие да видите иден шеф на СЈО? Дали се гледате така? Јас нити се гледам, нити имам намера да конкурирам за шеф на СЈО. Обвинителите предпримате ли действија, бидејќи за импирија, бидејќи осомничениот Орце Камчев во Тубила се повлекува од своите позиции, како да кажам, минува во своите фирми, Имаме известувања за сите действија кои ги превзема Јордан Камчев како претходно управител или член на управен одбор и преземаме законски действија кои можеме да ги превземаме во овој момент. Дали е точно дека е во Бугарија? Се е замрзнато и ништо не е одмрзнато. Точно ли е дека е во Бугарија? Не ми е познато каде е во моментот. Немам овластување да побарам каде е. Дали Затоа мислиш... што побрзо донесување на закон за јавно обвинителство, за да може јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство да си ја врши работата, редовното јавно обвинителство да ја врши работата. Затоа што во овој момент редовното јавно обвинителство не може да превземе ништо во действијата од предметите на специјалното јавно обвинителство. Така по законот. Дали мислите дека со притворот на госпоѓа Јанева постои некоја можност да паднат сите предмети на СЈО? Не. Не постои таква можност. Предметите ги работеа 10 јавни обвинители и верувам дека се сите сработени како што е потребно. Тврдам за моите. Јанева демантираше дека имало спогодба за империја и други предмети, а сега... Немало спогодба, бидејќи не се донесе таква одлука, а имаше намера да има спогодба. И тоа јавно го истакнав и го знаете, напишано. Во која фаза империја обвинителке? Дали е веќе при крај или сте на сред... Не. Истрагата за империја застана по донесувањето на начелното правно мислење и затоа пак ќе повторам. Час поскоро донесување на законот за јавно обвинителство. Нема друго решение. Само новите одредби кои ќе го вклопат специјалното јавно обвинителство ќе му дадат право на редовното јавно обвинителство да ги превзема сите действија и во овие предмети кои што се преземени од специјалното обвинителство. Политичарите мора во овој момент да си ја преземат одговорност. Обвинителите го работат тоа што може да го работат како обвинители. Ова е веќе работа на собранието.